Да не падне? Нема гајле овој пат се од... Оваа стара кукичка во улицата Ќурчиска во старата скопска чаршија не ги издржа вчерашните 5,3 степени. Првиот утрински и послаб земјотрес гурнал едниот зид, а вториот, посилниот, рече се цела куќа. Во урнатата не живее никој, но во залепената до неа двајца повозрасни луѓе. Возбудени од вчера не сака разборуваат пред камера, но на прашањето како го преживеале земјотресот велат: се чувствувавме како на гранка. Нивниот роднина Слободан Цанев, кој е собственик на разорната куќа, вели дека сега таа се држи на 2 летвички. Тој бил таму за време на вториот земјотрес. Нема каде да се пријави. Бројот што иде на телевизија на 195 20 сата веќе е нонстоп зафатен. Врте во неколку телевизии, исто не можам да добијам да се документира едноставно ова, да се види дека има и срушени куќи, не се само исплашени граѓани. Тој додава дека од надлежните бара само советот и не знаел што да преземе, бидејќи чаршијата е заштитено подрачје. И во скопската населба Железарница пак луѓето се уште се во страв. Таму вчера падна оџак и оштети 2 автомобила, а жителите стравуваат дека при нов потрес може да падне и вториот од неколкуте оџаци, бидејќи е веќе испукан. Покрај двата автомобила, чиј собственик е, Љубомир Игњатов, има помали штети и дома. Вели дека само што го реновирал станот од силниот земјотрес вчера, му напукнале зидовите. Помладите додава, не се чувствувале сигурни да преспијат дома. Не може да се опише со зборови. Ја мислам 63-та година го доживеав земјотресот, од дете од 9 години, али овој мислам нешто катастрофално беше. Такво тресење, такво дрмање ја не сум видел. У паника избегавме надвор и кој искочиме надвор има што да видиме. Врз двете коли очакот ото згора, од кров паднат, ни арматура, нити подмачкан, нити ни само така наредени цигли и забетонирани од озгода и очакот ото згора врз двете. Според информациите од надлежните во паниката која вчера настана, повредени биле 50 на граѓани. Повеќето повредите ги добиле трчајки надвор од своите домови, фрлајки се од терасите или кога биле погодени од некој предмет. Од вчера е активирани градски штаб за заштита и спасување, а како што информираат од градот, мобилизирани се и екипите на бригадата за противпожарна заштита на град Скопје, како и екипите на сите јавни предпријатија.